Почитувани колеги од ВМРО ДПМН, да бидам искрен, изгледа многу тажно. Изгледа многу тажно со каква неподнослива леснотија си премолчувате за едно вакво многу опасно законско решение. И затоа ќе имате во салата луѓе кои што претендираат да бидат професори по уставно право, кои што во овој момент времено се пратеници, како одмолчуваат на едно вакво скандалозно решение. И жалам што ова ќе го констатирам, но изгледа дека и владата, а заедно со владеачкото мнозинство, наркомански сте навлечени на барокното лудило, кое е еднакво на криминал и корупција. Ништо друго. И кога ќе погледнете што се прави со просто вртење на еден лист, и кога ќе заклучите дека само на оваа седница 2 пати се менува законов за градење, а вкупно 13 пати во 2013 година, а во сиот изминат мандат повеќе од 20 пати, покажува дека моите колеги кои што претходно говореа со право велат дека ова не е закон за градење, него е закон за крадење. И тоа што вие ќе одмолчите, нема да ве амнестира од одговорноста за многу погрешни потези кои што ги влечете. Без да се повторувам со некои претходни дискутанти, мислам дека денешниве измени клучно погрешно или противуставно се базираат на 3 работи. Прво, со оваквите измени го загрозувате уставно загарантираното право на собственост во Република Македонија. По 2, уведувате принцип на невладење на правото и загрозување на правната сигурност. И трето, што е уште поопасно, го нарушувате принципот на представничка демократија во Република Македонија. И во мојата дискусија ќе се обидам со аргументи или некого да испровоцирам од вас, пратениците на ВМРО ДПМН, да ми контрира со некои други аргументи, но ќе ви покажам дека многу погрешно ќе биде кога го поддржите ова законско решение. Значи и во нашиот устав или во било кои други акти правни, право на правото или право број 1 е правото на приватна собственост. И тоа е неприкосновено уставно загарантирано право кој никој во Република Македонија не сме да го наруши. Ниту било која влада на СДСМ, ниту било која влада на ВМРО ДПМН. И треба конечно да сватите дека во 2011 година што добивте 440.000 гласови, не ви дава за право насилно спротивно на уставот да ги тероризирате сите 2 милиона граѓани во оваа држава. Значи, вие со овој закон овозможувате или му давате право на Коце Трајановски, заедно со владеачкото мнозинство во град Скопје, да одлучи за мојата приватна собственост, за приватната собственост на моите колеги пратеници и на секој граѓанин во Република Македонија. Значи, ако некој во градот Скопје, Коце Трајановски, науми дека на некоја зграда, приватна собственост, треба да има барокна фасада, нема да го праша собственикот или собствениците, него тоа ќе го направи со декрет. Ако нема пари собственикот или собствениците на таа зграда, на тој објект, да ја сменат фасадата да стане барокна, тогаш тоа ќе го направи градот Скопје од буџетот и на оние 130.000 што гласаа за Коце Трајановски, но и од джебовите на оние 80.000 што гласаа за Јани Макрадули. И не друго, без да ги праша собствениците, ќе им дигнат 1 или 2 спрата и тие ќе бидат користени во зависност од волјата на ВМРО ДПМН. А кој ви дава такво право? Нели за името ќе идеме на референдум, ќе ги пратиме, ќе ги прашаме граѓаните? Како тоа вие немате да ги прашувате собствениците на објектот кој ќе треба да им ставите барокна фасада? Знаете што правите, што ќе гласате? Некој од вас има станови во центар. Некој од вас ќе има и ќе живее во општина Центар, ќе живее во овој град. И ќе го стигне некојаш овој закон. Абе за надградба на зграда, за 1 или 2 спрата се прашуваат собствениците. И ако нема подпис на 50+1, не може да се прави надградба на зградата. Куќен совет не се бира без да праша собственици на зграда. Управител не може да избера. А вие со одлука на град Скопје ќе менувате фасада. И така ќе ни се случува градоначалникот на општина Центар, на неговата зграда, Коце Трајановски смислил дека треба да има барок,
Затоа што Никола Груевски кога ќе оди во новото сејство на ВМРО-ДПМН ќе треба да гледа барокни фасади околу него. Иначе му се замараат очите. Не може. Мора фамилијата да товари пари уште од барокни фасади. Вториот принцип кој е многу опасен. Ја нарушувате правната сигурност во Република Македонија. Велите дека оваа влада согласно doing business или согласно економските реформи привлекува странски инвестиции. Инвестициски рај е Република Македонија. Еве ќе ви кажам прост пример. ЕВН плати 220 милиони евра во продажбата на ЕСН. Ја има зградата во центарот на Скопје. И вие сте наумиле дека таа треба да биде барокна. И не вие гајле што мисли ЕВН? Кој инвеститор? За вас е важно што мисли Коце Трајановски, што мисли Никола Груевски и нормално таа зграда ќе има барокна фасада. Сакале или не сакале странските инвеститори? Тоа е случајот и со Стопанска банка, тоа е случајот и со низа други инвестиции или домашни, без разлика дали се домашни или странски инвеститори. И што сакате да кажете? Дека со овој потек воспоставувате правна сигурност, дека тој кој што ќе вложи пари ќе има неприкосновено право да располага слободно за тоа што инвестирал? Не. Согласно овој закон за крадење, некој со декрет ќе му наложи дека не може да има модернистичка фасада од стакло, него ќе има барокна фасада и така ќе изгледа тоа. Јас не знам до кај ќе отидете. Нема да ме зачуди ако не направите една друга работа. Да почнете сите што новородени деца кои што се пораѓаат во клиника со пари од буџет да ги тетовирате во ВМРО-ДПМН. Бидејќи се родели во времето на Никола Груевски, а немале пари да се породат во приватна болница. Тоа е овој закон. Ако не ви е јасно. Тоа го вулгаризирам за да сватите што ќе гласате денес. И трето, велам и тврдам дека го нарушувате принципот на представничка демократија. Значи во центар граѓаните и во 2011 година и во 2013 година ви викаат не сакаме барок. Ве казнуваме за Скопје 2014 и бираме кандидат за градоначалник од опозицијата. И тој градоначалник, како што вие велите дека имате победа на избори и морате да ги спроведувате вашите политики, спроведува собствени политики. И вие му велите не може граѓаните да гласаат за опозицијата, мора да гласаат за ВМРО-ДПМН. Инаку ќе им се случува на општина Центар да им ги земете ингеренциите и да ги префалите во градот Скопје. Затоа го апсивте Мирослав Шиповиќ, затоа ги рушевте бараките на општина Центар, затоа го држите во притвор, бидејќи ви треба ситуација во која што ќе покажете сила. Не може граѓаните на Центар да гласаат за опозицијата. Мора да гласаат за Никола Груевски. И за Сашо Мјалков, и за цела фамилија која што живее во Центар. Не може да го издржите поразот. Не можете да живеете со тоа. И сега, ајде нова финта. Ќе го измениме законот за градење и со одлука на Совет на град Скопје, Коце Трајановски ќе одлучува во што ќе живеат граѓаните на Центар. И ќе правите монтирани анкети. Фасадата Папагал била смешна. И излегуваат на една омилена ваша телевизија активисти на ВМРО-ДПМН. Не чини. Не е убаво, кичерајска била. Кој сте вие да кажувате што е кичерајска и што не е кичерајска? Кој сте вие да им го земате правото на граѓаните да гласаат за оне за кои што веруваат? За програма во која што веруваат? Кој сте вие, богови ли се замислувате да ја суспендирате волјата на гласачите? До каде ќе ви отиде ова лудило? Дали мислите дека сте вечни, дека вечно ќе владеете? Дека за вас, заради тоа што сте победиле со 440.000 гласа, не треба да важи ниту устав, ниту закон? Колегите пред мене кажаа дека апсењето на Мирослав Шиповиќ е политички мотивирано и очигледно тоа ќе продолжи, за да може да манипулирате со Центар и понатаму. Јас ви предлагам да бидете почесни и да излезете со предлог да се укине општина Центар. И припојте према со општина Аеродром или ставете во под надлежности на град Скопје. Така ќе биде пофер. И не манипулирате понатаму со вакви
идиотски законски решенија, кои се спротивни на Уставот, бидејќи кога ќе гласате за вакво законско решение, некој некогаш ќе ве прозива зошто сте гласали.